И? До кај сме? Има нешто? Што куцоцкаш, мати, По шо има нешто? Америка излезе од договорот со Иран за нуклеарките. Не, немаш таму вест. Понатаму? Леле... Абе, кажи шо збор? Русите се пофалиле со нови целосно роботизирани тенкови со ракети со дострел од 150 километри. Што значи нема вест таму? Абе, има за во некнешни, ама нема некнешни. Тоа е статива статива. Одиме понатаму. Што има? Ајде, Брена се скарала со новата сна. Опа, ајде, фаќа работа, еве ти тема твоја, ва? Чекај. Вака. Да фатам ја. Што да фатам? Слушај, да фатам ја джади онака шефот го нема, а? Ај чао. Ајде. Шукјур нешто тамам. Екстра бурда интервју со Фихрета. Леле. Джабе отида, се смириле со снаата. Елено, не дреми, стан ви, ти оди во студио, пуштај шпица, имам заготвење за цела недела, манџа ефтина, треба да ме фати уште малце. Лека ноќ Македонија, Свазиленд на северот. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Јас сум Александар и Јелена и одовде секогаш ве носиме чекор за ците. Така ќе биде уште ова и следната недела. А потоа се распуштаме за малку да се одмориме од себе. Убаво срочено, Александар. А вие останете со вас. Еве што ќе гледате во 33-та епизода оваа сезона. Откриваме како живее еден командант заборавен од владата. Ексклузивно, Ланчо разговараше со владиниот портпарол. Тоа е живот, да не се повторуваме милиарда пати, тоа е живот. Премиерно, вчерашни новости традиционално со нов летен хит. Шетам јас по улица. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Доживејте го хоризонтот како поидовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Биотеа, инспирирани од природата. Непрописното паркирање ја загрозува безбедноста на децата. Паркирај совесно. Кампања за безбедност во сообраќајот. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. На местото каде беше поставен споменикот на Андон Лазов Јанев Ќосето е засадено дрво гинко како символ на човековите права. До него ќе биде поставена плоча на која е испишан член 10 од Декларацијата за човекови права на Обединетите нации.
Затловниците кои прашуваат како дрвото ќе ги заштити човековите права од градот објаснуваат дека не одговараат на злонамерни прашања. Сепак оф рекорд за вчерашни ни објасня дека дрвото е замислено како зидот на плачот во Ерусалим, односно секој граѓанин кој ќе падне во очи од бавноста на правдата по судовите, ќе може под крошната на Гинко да се исплаче. Исто така дрвото ќе им се најде и на сите поранешни премиери со десетици тужби за кратка починка во природа меѓу две рочишта. Невработеноста масовно опаѓа. Владата е тука да помогне секому кој се бори за екзистенција или е на работа од неа. Затоа неодамна и го вработија Джезер Шакири, познат како командант Хоџа, како нивен советник. Повеќе за оваа одлука ќе дознаеме од познатиот владин пиар со кој колегата Паша Зотов направи интервју. Така ли е, Ланчо? Не е така студио. Тука сме со пиарот на владата, кој што ќе ни објасни зошто во владата како советник е ставен Джезер Хоџа, кој што нели попознат е по името под уметничкиот псевдоним командант Хоџа. Добар ден. Добар ден, Ланчо. А види, не знам сега зашто ме прашувате вака, ти Твитер пратиш ли? Па не. Па се гледа. Значи, командантот имаше проблем финансиски, не пробавме, само му излезе му пресред, со тоа што го вработивме како советник за безбедност. Чекайте малце. Тој човек беше командант на ОНА. Добро де. Како добро де? Добро де, и други биле, не само он, и други биле. Па што, до кога ме праче со историја, кажи ми ти да бе, до кога со историја? Баш како кој болje ги знае дупките у системот од човекот што го рушил тој систем. Логика. Добро, и што е следниот чекор? Што ќе превземете следно? Ние размислуваме таа опција да ги вработиме овие од 27 април што влегува собрание као советници за безбедност у собрание. Што? Замисли, Ланчо, сак. Луѓето што влегли у собрание најдобро ги знаат дупките у собранието и они највише можат да раководат со безбедносен систем. Логика. Добро, ќе завршиме. Тука ви благодарам. Ете, драги гледачи, тоа беше нели пиарот на владата. Ние се гледаме во некоја наредна прилика, пошто вие кој што тргнале ќе ја вработате и Сонја од тад за као министер за финансии и ќе Сонја бе, да бе, знаеш дека може да му се јам на шеф. Не, се за Те дупам бе. Логика да ти. Ти благодариме, Ланчо. Очигледно ниту ти, ниту пиарот не сте информирани дека од не знам кои причини, наводно командант Хоџа се повлекол од советничкото место. Но не е се така весело како насмевката на владиниот пиар. Имено во живописното Жеровјане се случува една тажна приказна каде нашата колешка Елисалфета Крстич Попмајбах имаше можност од прва рака да се увери како таму живее едно семејство заборавено од владата и институциите. Се наоѓаме во село Жеровјане, кое што е оддалечено околу 13 километри од Тетово и каде што животот тече нормално, но не за секога. Еден од нив е и командант Зорани, учесник во војниот конфликт од 2001, татко на 4 деца и една керка, сопруг и најважно невработен. За ова ли се боревме ние? Тажно прашува тој. Сите негови другари се веќе вработени во институциите на системот или како што вели тој, интегрирани. Овој, например, сега, овој ти е министер за економија, овој ти е за, не знам, шпи материна, овој ти е за не знам што. И сите само јали не може? Па ја у 2001 година, овие сите што се тука сум ги пракал од Шапка доле по бурек, дите бе, сум му давал савет, кај има топло буре, кај има све сега. И сега, о министри, сите се дојден министри, ја ништо. Па да викаме едно здраво да кажеме. И сега што треба ја да правиме, ти кажи сега. Дали треба да го окупирам тука цело Жеровјане ја? Тоа треба да правиме. Или нов рад да почнува, рад тука нов. Па што е ова бе, овој пролет, оној пролет, нема ништо тука бе, нешто личи тоа бе, богат. Инструментот онда? Ој, не бе, тоа за свадба. Ја имам 4 деца, имам едно керка имам. И треба да се жени, он е инструмент за свадбата. Ова Синтија? Игбе школе! Е телевизија го. Еве. Ово е прв ке го женам ове. Многу е прв ке се жени ове, многу женско. Дојде живот за некој. Ама ја да ти кажем сум оптимист. Човекот гледам нема предрасуди. Мислим дека ќе се наоѓа некое креативно решение за да се запослувам и ја. Да се вади едно парче леп.
Го напуштаме Жаровјане со желба дека институциите ќе го решат проблемот на командант Зорани. Немав работа и сега немам работа. Втора емисија поред каде што Александар чита новости од Берово на запад од Кичево. Но овој пат вестите не се така весели и забавни како минатиот пат. Имено како што велат од опозицијската ВМРО ДПМН, новиот предлог закон за високо образование, кој до собранието го поднеле пратениците Кирацовски и Милевски, ќе го укине древниот правен факултет кој е основан во далечната 2013 година од страна на просветителот Никола Груевски. Според проценките во градо, немало поќе потреба од правници, па овој факултет ќе биде заменет со факултет за теориска физика и апстрактни математички модели, кој ќе има и дисперзирани студии во селата Длапкин дол и Козичино. За вчерашниот Кичево, Менди Гибнатио. Немил настан се случи во основно училиште во Бутел. Наставник со стап претепал ученик, пошто логично бил пријавен во локалната полициска станица. За жал, ова е само уште еден пример за насилство во македонските училишта, но за среќа со свој став излезе Министерството за образование. Како што велат оттаму, оваа постапка на наставникот не е ниту по Кембридж, ниту по Оксфорд, ниту по Пловдив наставните програми. Тие најавуваат дека е време да му се стави крај на ваквите пракси од 19 век, па затоа решија место дрвени стапови сите наставници да ги опремат со пластични биоразградливи пендреци, со што образованието би влегло во 21 век, а би се заштитила и животната средина од непотребно кршење на гранки за тепање на учениците. По се изгледа дека саемот за советници на премиерот Заев се уште трае. За сега тој има 56 советници, а да се подсетиме, поранешниот заврши со дури 86. Нашата екипа излезе на терен каде неколку актуелни советници се во акција да му помогнат на град Скопје да пополни една дупка. Мама гадно изгледа. Да, така е студио, тука сме на улица Хошимин со владините советници кои што се тука за да помогнат за да се пополни оваа дупка која што е вака излезена. Сега ќе ги најавам еден по еден, со мене се сите надворешни соработници за просторно и урбанистичко планирање на градежништвото. Значи советник за безбедност при работа. Кој е совет? Ти си тој, добро. Значи после имаме надворешен советник за сообраќај. Добро, еве го и тука е. Имаме советник за соработка со локалната власт, тоа си ти, и надворешен советник за странски инвестиции, нема кој друг освен да си ти, многу ве има. Што се случува, господа? Значи вака, ние овде дојдовме да исполниме на странски инвестиции, странски капитал дониран една вреќа цемент, да пополниме оваа дупка и конечно да завршиме и да го дајме нашиот максимум. Така е. Воедно да се заблагодариме на град Скопје затоа што ни обезбеди индустријска вода со која што ќе можеме да го измешаме цементот. Така е. Одлично. Само ја као советник за безбедност морам да напоменам внимателно со ракавици лопатата да се крева и обавезно шлем, безбедносен шлем за безбедност. Да, но прашањето е кој ќе пополни дупката, пошто јас не гледам ни еден работник, сите имате шлемови. Не, чекајте, видете, прво мора да провериме дали се пополнети или сите услови според рамковниот договор. Да, ама чекај, значи престанете да аплодирате, значи кој ќе пополни дупката? Значи вие сте советници, валјда вие треба да знаете. Па да, еве јас сум советник за безбедност. Да. И сметам дека денеска е жештина пеко. Значи не се издржува, топло е многу. И сметам дека денеска заради безбедност треба да се прерипа, нели овој ден не се работи. Така е. И само да се надополам, значи она што сакам да го кажам е дека доколку имавме ние советник за елементарни непогоди, денеска повторно ние ќе бевме овде да го дајме својот максимум. Така е, браво. А реално голема е дупка. Епа, види, можеме на господинот премиер да му предложиме да најде нов советник за таа функција. Одлично. Ај, доста, мавка да се рацете. Ете, драги гледачи, како што може да проследиме, советниците ништо не прават, освен што си имаваат аплаус еден на друг. Работникот... А сега вие. Ај, искачете, баш од тука. Браво!
Чабе зимаат пари, а нема кој да закопа дупката. Еве сега ќе земам јас ќе ја закопам дупката. Еве. Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV кама на Peugeot. Далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Доаѓа пролет. Време е за Балашевиќ во Скопје. Хлеба и аудиција. Билетите се во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Avalon Production. Следува периодот на матури, време од годината во кое родителите подигнуваат кредит за да платат за прослава дека нивното младенче завршило задолжително образование и поради тоа не мора да плаќаат казна. Затоа ако имате покана за нечија матура, што е секако подобро од покана за нечиј детски роден ден, не очајувајте, вчерашни ви открива кои подароци никако нема да израдуваат ниту еден матурант. Стари пижами. Во секое семејство има еден пар пижами кои се вртат од матура во 1978. Само си ги раздавате од матура на матура. Комплет спреј и гел за туширање. Се подарува на поширокото семејство и на пријатели кои не ви значат многу, а сепак сакате да ги испочитувате со тоа што ќе се напиете и ќе јадете на нивна сметка во кафана. Само цвеќе. Колку и да е убаво направено, а колку може да е убаво кога не ви даваат повеќе од 200 денари. Откако ќе го подарите на матурантката, ќе настапи кратка и непријатна тишина, во која таа исчекува да извадите уште еден подарок. На сите присутни ќе ви е незгодно. Топшоп подарок. Се разбира дека сонот на секој кој завршил средно не е за тие 4 години да добие машинче за прочистување на воздухот, но тоа не е се. Имате и 3 филтри. О не, пак не е сон на никој матурант, а и ќе знаете дека машинчето сте го добиле како подарок со душекот кој сте го порачале. Пееше познатиот несуден евровизиски представник на Македонија Ристо Самарџиев. А со воведувањето на авиолинијата од Скопје кон главниот град на нашиот јужен сосед или пак од Атина кон главниот град на Ерга Омнес решение, Ристо многу полесно ќе може да ја гледа својата Евгенија. Сепак, македонците се незадоволни бидејќи не им се оствари желбата за директна авиолинија. До неа флогита, неа потидеа, неа мудања, неа каликратија, неа скиони и други видови на неа. А ние продолжуваме со вчерашни. Летото е задаголот, што би рекле постарите. А нашиот Мирко од Маџари е на вагата која долги години му беше главен непријател. Дали Мирко ослабе? Дали конечно ќе може да оди на плажа без мајца или чаршав?
Многу прашања, а сите одговори ќе ги добиеме за кратко. Го гледаме финалето на Се за летно тело. Во претходната епизода Се за летно тело гледавте. Мирко, дали си спремен? И не. Колку изгуби? 1500 отприлика. 1500 калории. Тебе какви денари бе? Ја на мене уствари ми даде диета за 7 дена и ја завршив за 4 сата. Време е за нешто ново. На почетокот новој серијал се кладев со другари ми дека ќе ославам и после изгледа добив кладбата. Многу се креативни денеска младите, навистина. Рече докторе, дојде, рече докторе, сечи, мора да ја симнам килажата и ете, јас ја исеков и сега е добро. Не, мада нема, ама еве у случаја се здебелам пак, ќе исечам и левата рака така да ќе имам некој баланс. Мора да направиш се за летно тело. На крајот од денот. Се гледаме од наредна година. Македонија, година 2018. Во октомври 2017 завршија локалните избори, а нови не се ни на повидок. Многумина се радосни со ваков начин на живот, но не и младиот Слободанчо Младеновски. За него земја без избори е како море без сол. За него тоа се долгите месеци во кои тој ќе остане без политички памфлети за читање. Ова е приказната за Слободанчо. Дали се сеќавате дека Стојан Андов вети дека ќе има 520.000 вработувања до 2002 година? ДУИ ДПА ветуваа вработување. СДСМ ветуваа 200.000 вработувања за 4 години во 1998. Ништо не се случи. Но еден човек се сеќава. Името на тој човек е Слободанчо Младеновски. Невработен агроном, татко на 2 деца и пасиониран колекционер на партиски програми. Од каде ви е пасијата за собирање на политички програми? Па како што ви реков по телефон, јас сум невработен агроном и како таков мора да имам некоја пасија. И мораше таа пасија да биде бесплатна, па така собрав 200 примероци од различни политички програми и во нив избрав дека тие ветиле дека ќе вработат 21.600.000 нови работници. Смешно, нели? Но кажете ми, дали имате омилена политичка програма, некоја што ви е при срце, да речеме? Овдека можам да ви покажам, имам редок куриозитет на една програма, а тоа е програмата на ВМРО ДПМН од 4-тиот век пред нашата ера. Ова е оригинал, човече. Токму така оригинал е. Ова е ископана од земја. Да, и ми е многу драга, многу драга. Добро, Захарија тврди дека ја знае целата програма на политичка програма на Независна Македонија. Ние како вчерашни ќе го провериме неговото знаење, ние ќе му поставиме година, а тој познатиот цитат од истата година. 2002. Многу лесно, значи ќе вработам по најмал за еден член од секој семејство Бранко Црвенковски. Да. 2009. Ќе го поправи стариот сад на старата железничка Коце Трајановски. Браво, браво, секоја чест. И благодарам, се благодарам. Да. Дали имате некаква програма за вас? Дали имате некаков апел да упатите? Затоа и ве повика вас како телевизија, вчерашни би сакал да упатам еден апел до сите наши од диаспората, од Канада, Норвешка, од каде и да сте пратете некоја политичка програма, бидејќи ние нема да имаме избори набрзо и мора некако да живееме, нешто читаме. Да. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Позади камерите, редакцијата на вчерашни новости одлучи да му подари пакет политички програми од сите политички партии кои се бореа на последните избори. И апелираме сите кои можат да помогнат да ги испратат своите донации директно до Захарија или во најблискиот пункт на Црвен крст. Заврши Евровизија. Македонија секако дека не победи. А зошто? Па затоа што дефинитивно по не знам кој пат испраќаме погрешен представник. А вистинските се тука околу нас, само треба некој да ги препознае. Македонско село, govedo veselo, Македонско село, govedo veselo. Ао, на оваа прекрасна снимка може да се види како некоја жена му пее песна на екс-премиерот НГ под неговиот балкон. Како што дознаваме од извори блиски до МОП, Никола не успеел да ја слушне оваа песна затоа што жената ја промашила локацијата. Па така е закажан репризен концерт пред Основен суд 1, каде што најчесто може да се види господинот Груевски. Македонско село.
И кога сме кај музиката, уште едно тонско парче Денови ве во македонскиот етер докажа дека сите срекни панкери личат еден на друг, а секој несреќен панкер е несреќен на свој начин. А сега се селиме на едно место каде група членови на СДСМ беа биле затекнати од една мощна, невообичаена и ретка појава. Чеда мој, овдека се собравме на овој ден да направиме едно чудо. Овдека сме да воскреснеме еден што го закопавме прошлиот октомври. Ако немате ништо против, може да започнеме. Мене малку гласот ми е фатен. Ќе го замолам Борче Клисарот да отпее. А што да пеам, попе? Евангелие по Заев. Ама што поточно? Псалм 369, Борче, и успокои го гласот. Така. 500 евра плата, бројчаник на триумфална капија, стоп за задолжувањето, парите кај граѓаните, прогресивен персонален данок. Брзај, Борче. Реформи во супството, враќање на младите од странство, вработувања, еднакви можности за сите, командант, хоџа, советник за безбедност, љубе, советник за странски инвестиции и многу други работи. Фала, дечки. Да бевте вие способни, никогаш немаше да се вратам. Како и секоја сезона, така и ова, пред крајот на летото ви подготвивме нова песна и спот. Уживајте! Уживајте! Шетам јас по улица, гледам сонце заоѓа, денот ми бега. Само напред сепам јас, назад не погледнувам, што бе ево. Немам работа и сега немам работа. Немам ниту среќа, немам ни симпатија. Добро е и вака, кога видам какви има заеби. Има од мене поголеми малери. Малери. Одалеку од тие малери. Малери. Возат скапи джипови, киснати посудови и мрсат мудро. Само да сум здрав и жив, болje него како нив, да се будам. А и вие другите, излетавте од пругите, ко што гледам. Слична песна пеете, ништо не променивте, шо ве ебо. Немам работа и сега немам работа. Немам ниту среќа, имам дискус хернија. Добро е и вака, кога видам какви има заеби. Има од мене поголеми малери. Малери. Одалеку од тие малери. А по Фейсбук кењат и ме кени менјат сега пред лето. Абе, шо и текнем пред лето, се сезонава нека пројдит? Јас им викам полека, луѓе кај се брзате, нека чека светот. А нек чекат малу тие, ние малу чекавне. Немам работа и сега немам работа. Немам ниту среќа, имам дискус
дискус хернија. Добро е и вака, ќе видам какви има заеби. Има од мене поголеми малери. Вчерашни кај сте, бе, брат? Не заборавивте? Ево, приберен сум сега. Почна како Симе Временски, се трансформираше во Силвестер Ведер и заврши како Ведермен. Еве ја прогнозата за вчера. Нема потреба од грижа за времето, ќе биде одлично. Плати поевтин пакет у Грчка, топло ко пообично. Тој што прогнозира време, не сум ја ако врне у Левкада, не сум ја дождови на Халкидики, не сум ја сонце сигурно во Парга, среќен пат. Ова за викендаши е мајски, чисто да знаат што ги очекувам, сам ја и на нив мислам. Ведермен, пис. И така полека стигнавме до почетокот на овие вчерашни новости. Сега сте чекор за ците. Она што не дознате последни, можете да го дознаете на YouTube уште вечерва, каде што ја имате целата епизода. Со нас за последен пат оваа сезона се гледате следната недела во 20 часот на истото место. Не пропуштајте не и се разбира, останете така. Како? И како да? Добро утро. Добро утро и од мене. Немав работа и сега немам работа. Немам ниту среќа, имам дискус хернија. Добро е и вака, ќе видам какви има заеби. Има од мене поголеми малери. Вчерашни кај сте, бе, брат? Не заборавивте? Ево, приберен сум сега.